Воденичарство. Во Скопската околина постоеле многу воденици, а најмногу имало во Скопска Црна Гора, каде скоро секоја поголема и побогата куќа имала своја воденица. Главни делови на воденицата се тркало, кое место оска има вретено. Тркалото не се врти околу вретеното, но е наглавено на вретеното и заедно со него се врти. Во водата, долу тркалото се потпира на подлога и перпендикуларно е вглавено за каменот кој го меле житото. Лос. Тоа е дрво што го спушта и подига каменот, за да го меле житото поситно или покрупно. Има горен и долен камен. Горниот камен е оној што се врти, а долниот е статичен. Грло е дупка на средината на горниот камен, каде што паѓа житото за да се меле. Кошот е изработен од штици или сплетен од прачки во кои се тура житото за мелење. Кутлица е справа од штици, во која од кошот паѓа житото, а од неа во грлото на каменот. Сандак е местото каде што паѓа сомеленото брашно од каменот. Тропоталка. Тоа се две дрва обесени на кутлицата, а го допираат каменот. И од вретеното на каменот тие ја тресат кутлицата за да паѓа житото во грлото на каменот. Бука е дрвено корито, низ кое тече водата на тркалото. Сифун е наглавен, десен дел на буката, при долниот дел, за да се создаде посилен млаз на водата. Јаз е место каде што тече водата, одвоена од реката до буката. Покрај старомодните воденици, во Скопје постоеле и мелници. Најголема мелница во Скопје била мелницата на Јусуф Морина, на десната страна од реката Вардар. Оваа мелница го движела вода и имала турбина од 35 конски сили, а за помош и мотор со генератор од 50 конски сили. Мелницата имала 6 валци и еден француски камен со гарнитура. Капацитетот и бил 15.000 ока брашно. Имала 20 работници. Оваа мелница била основана во 1900 година. Брашното го трошеле скопјани, а во оваа мелница се мелеле скопска и кумановска пченица.